имавме стварно многу спорт, квалитетен спорт имавме. Јас работев во Тутунски комбинат. Ај сега да прошетаме и низ другите спортови. Го спомна Тутунски и ден денеска има ракометен клуб. Животареше додека не најде добар спонзор. Кога дојде во Тутунски комбинат, дури се изгради и спортската сала, универзалната сала. Таа се изгради пред таа другата сала што е Македонија. Имаше многу најголеми услови што имаше во југословенски размери, можам да го речем. Имаја најдобри услови Тутунски комбинат и металопластика. Зошто? Двата клуба беа единствени во Југославија што имаја сопствени сали. Металопластика стана и сигурни спонзори. И сигурни спонзори. И победа и Тутунски комбинат имаше сигурен спонзор и спортска сала. И Тутунски комбинат имаше шанса да влезе во прва лига. Ама не влезе. Говориме за она време, поранешна Југославија, за таа лига прва. Ние влеговме во прва лига. Ама се растури Југославија тогаш. Да. Али пред 4 години, ние можевме да влеземе, кој игравме во Даниловград квалификации за влегување во прва лига, тогаш имаше проблеми со косовските клубови и јас напишав во Спорт дека како да се реши проблемот за да излезе од источна втора лига во ракомет, да се издваи првак. А Тутунски беше прв. Меѓутоа, предложив првите 3 екипи, бидејќи абстинираа косовците, првите 3 екипи. Први беа Тутунски комбинат, Кристал од Заечар и Мраковица од Белград. И во Даниловград на неутрален терен беше. Да играат трите меѓу себе, кој е најдобар прволигаш? Од Заечар си дојдоја со ташна, си свршија работа, меѓутоа не свршија за нив. Бидејќи не тепаја нас, а изгубија од Мраковица. А мене во Спорт ми рекоа, треба да влези екипава. Меѓутоа разговаравме и со председателот на Фудбалски сојуз на Југославија. Ракометен сојуз. Меѓутоа не беше прифатено тоа од Прилеп, такви работи да се прават. Не беше прифатено и не успеавме да влеземе. Затоа не е крив. Ние единствена екипа во Спортот Прилепски што влегла во прва лига е Енерго Инвест Карате клубо 11 октомври. Карате клубо Енерго Инвест 11 октомври. Беше првиот прволигаш во Спорт. Добро, тоа пак се смета поединечен спорт дека е каратето, меѓутоа имаше лига. Карате јако беше, лига имаше. Беше Опеловски кај нас, Куртовиќ. Ги браја боите на клубо. Да, тие беа шампиони поединечни на Југославија. На Југославија беа. И учесува и на европски, на светски првенства. Да беше каратето во олимписки спорт, ќе одеа на Олимпијада. Да. Па сега ќе биде за Токио, најверојатно, 2020. Имаме една красна, имаме 2 екипи во каратето, страшни. Тие ќе постигнуваат многу големи резултати. Ронин и... Каде е атлетиката Прилепска? Порано имаше водечко место во Македонија, сега некако замре. Имаше на 3 ноември имаше и трка низ градот. Сега не постои тој. Да, во чест на ослободување на градот. Гешовски создаде, како што реков на почетокот, плејада атлетичарки, посебно атлетичарки. Славица Конеска, Вера Василевска,
Многу. Сонја Мицевска беше шампионка долго време во Македонија на средни и долги патеки. Во овој момент може не можеме да ми се сети, да сетам, ама имаше, сега е слабо. Имаме еве и сега, дури работеше тој, две сестри, Ристевска, постигна добри резултати, на Олимпијада отидоја. Да, на 400 метри, Христина Ристевска беше. Да. И Флорина. Точно. Сега вака малку да не подсетиш на некое твое доживување од спортскиот живот твој како новинар, па може би на некој надпревар, на победа, така нешто што ти останало посебно во сеќавање. Спомнавме свадбата од сестра ти, спомнавме случајот со Каратошев, оној несреќен случај кога не си бил тука, спомнавме со Вардар тие надпревари едната и другата година. Дали имаш и нешто друго вака интересно, зашто победа секогаш интерес? Многу има работи што се случувале, меѓутоа, дали е згодно, ако е згодно, победа, првиот надпревар меѓународен што го играше во Полска. Со мене заедно беше и твојот колега Сипковски. И вршеше пренос. Меѓутоа, здравјето му откажуваш. Добро, Гоце беше таков, тој секогаш сегде сакаше да стигне, па дури од болница се сеќавам побегна која играше Пелистер со Лемго тамо во Лемго за да врши пренос. Да. И после се врати, доктори ве го барат каде е, што е. Инаку првото влошување на здравјето Гоце го имаше на Олимпијадата во Сараево. Таму доби инфаркт и практично прележа во болница. Нешто си имал ли проблеми со мајмуните, со навивачката група на Победа? Тие знаат често да бидат темпераментни, па ти да ги искритикуваш за нивното однесување, да не фрлаат петарди и други запаливи средства на теренот. Сум ги советувал секогаш да бидат примерни. Меѓутоа, не можеш да влијаеш многу. Сум имал проблеми, а и сум немал. Имал да ми скандираш, што се вика, за да направиш нешто, ако е во криза клубов, да помогнеш да напишеш појчки работи, па за да тргни работава. Добро, за Победа се дискутирали како порано, се сеќавам во градската кафана, во други кафани, секогаш муабетот ќе почнат за нешто, ама ќе споменат Победа и ќе завршат со неа. Победа е не само јас што реков, првата љубов на секој прирепчанец му е. И сакам да кажам, луѓето што го воделе градов, то морало да го сватат. Сакале да видат прва лига. Битолчани е видоа, ние не видовме. Зошто да не му се исполни? Ти му имавме секогаш за играње. Публика никој немаше толку. Од публика можеше да се соберат пари. Само требаше нешто поголемо од Фудбалски сојуз на Македонија да се направиш. А факт е дека имаше амбиции Победа и настојуваше уште на времето. Се сеќавам тамо 60-тите години го донесоте за тренери познатиот Моша Марјановиќ, еден од поранешните југословенски репрезентативци. Тој дојде од странство, од Италија дојде да биде тренер во Победа. Таков тренер не снимале никогаш. Ама таа година што му направија, ќе испаднеме за малку. Ќе испаднеме. И кај беше причината? Моша или не други беше Моша, игри? не беше Моша. Само тоа не е за јавност. Ја ти кажам, не е за јавност. Тоа е внатре во клубот.
Па еве, значи поради тие Ако можеме да прекиниме нешто, па после да продолжиме. Поради тие ситуација победа, затоа долги години се мачеше, значи и не стана прволигаш на тоа време. Ти доволно кажа со ова што рече да прекиниме, па да го продолжиме муабетот, демек да дознам што е вистината за тоа време и зошто не успеал. А доаѓа и други тренери овде познати, меѓутоа никој Како немаше тренери, имаше многу кандидати имаше, секој сакаше да дојде. Милјан да го побарае, че дојде и ще барем една сезона, што беше легенда, што се кажува. Добро, Тој на усмени новини во Прилеп рече, за мене рече, му верувам, само нему, ако кажи некој добар фудбалер кој е, за да го земам за презентација, само нему му верувам. Те знаеше дека си неразделен од стадионот и следиш све играчи и тие работи. Добро, зборувавме за победа, за тутунски комбинат, ги спомнавме каратистите, ги спомнавме атлетичарите, тоа се спортови кои екзистира и екзистираат овде во Прилеп. Сакаш да кажеш нешто? Имавме пинг-понг. Најдобар во Прилеп. Расадник во Прилеп. Пред многу години, дури и покојниот Мавцовски, кој беше и председател на победа. Мавцовски стана председател и тој беше пинг-понгар. Двајца беа. Палилулевски и Мавцовски. Заедно со овој генерација Мац Атанасовски. Тој почна госта и пинг-понго, па со куглањето беше, ама и тој замина многу млад. Да. Одбојка игравне за прва лига, во втора лига игравне, за прва лига игравне квалификации. Кошарка игравне за втора лига да влеземе, меѓутоа во прашање беше Вардар, па не влеговне. Ај сега да се вратиме на тебе, на почетокот што сакав да продолжиме, вака блиц да кажеш како се одвиваше твојата кариера како новинар. Ти дојди во Скопје, заврши филозофски факултет таму, па студентски збор, па понатаму каде беше, што беше и така. Слушај, бака, зоки јас за новинарство се опроделив, може да речем, уште кој појдов во прво оделение. Уште не знаеше да пишуваш, а викаш новинар ќе видам. Татко ми купуваше секогаш Нова Македонија, тогаш беше единствен вестник тој. Јас тие ги сечев председателите на државите, текстови она и правев и лепев. Стати правев вестници. Имаше едно косписание крај Огниште, таму прати едно песничка и ми ја објавија. И реков, море че ме бива, ме подпишаја тука, Миле Талески, и реков, мајка, уво. И ти среќа, викаш името. А околу мене тука во седевне, кај што седевне ние, кај Тошевци седевне, а напевци беа таму, напевци прочуени беа по тие работи. Имаше Ѓоре Напески беше. Ѓоре беше и председател на Атлетски сојуз на Македонија свој време. Да, кој дојде да живее во Скопје. Да. И од спротивната страна седеше Тачко. Кај Локвенец. Тачко Локвенец. Тој е помал од мене 3 години. 4. И тој имаше интересни текстови во Нова Македонија, така, малку и мајтап. Ама и се прозиваше исто презиме, Талески. И тоа беше причина да си го смени презимето во Локвенец, да не бидеме двајца од Талевци. Од Талески. Така да се јас со новинарството од мали нозе, а како средношколец соработував за Младборец, многу соработував,
А во Нова Македонија беше главен одговорен родник Тоше Поповски. Поповски. И тој одгледуваше новинари, сакаше луѓето и праеше ко семинари по градојде. Имаше тогаш, не како сега. Учествував на тој семинар, ова, она, и ми рече, дете, ти, ко ќе завршиш средно, да се јавиш во Нова Македонија. А јас, во меѓувреме, уште ученик, 7 клас гимназија, дошле кај Шула, овој што беше експедитор за вестниците, од спорт. Дошле, бараме младо дете за спорт да траде. Оти од Прилеп што бил некој аптекар Ивановски, откажал. И сега Шула ми рече, имам прекрасно детенце, ќе ви го препорачам. И дојде кај мене Павле Дамјанов, дојде и ме ангажира. Прв надпревар Црвена звезда пријателски. Победа. Пријателски надпревар. И давам извештај во поштата, немам не тогаш телефони. Да, трчаш во пошта, па се јавуваш. Трчаш во пошта со велосипедот, побрго ќе стасаш таму и ќе правиш. Ако правиме муабети за тие работи, многу има закажување, моку да скратам. И едно време дојде ситуација, луѓе во Бендиса работава, што е работа. Роден сум во Белград, па си одев многу пати во Белград и српскиот јазик го имав научено уште ко дете. Нема проблем од мене за тоа, појчки имале проблем овие од Врање што му биле и од другиве места, од Лесковац, отколку од мене. И работеше едно за време права една репортажичка, најмлади новинар на југословенским просторима. Добро, ти доби многу награди како спортски новинар. И отидов на студија и прво се јавив во Нова Македонија. Нова Македонија ми кажа условите какви се за хонорарно да работам тука. Никола Солдатов беше Ковачевски. Никола Ковачевски и Борис Бобјочев. Беа. И после се сретнавме таму и вечер излегуваше. Тиката беше таму. Темелковски Димитар вако. Да. Вечер почнаше 63-та после земјотресот. Тој вели дојди кај нас. Ќе видиме, реков, како ќе овој работава. Ми кажа колку ќе земам плата. И отидов после Бруцош дека бев, отидов во студентски збор. Во студентски збор исто ми ја дадоја истата плата како во Нова Македонија и во вечер. Со тоа разлика што во Стив Наумов ми дадоја апсолвентска соба, ја Бруцош. Јас примен во Стив Наумов, а женава од посиромашка фамилија дојдена не е примен, а јас примен. И реков сега ќе прифатам ова, чи си легалчи. Да. И така јас се определив за И работеше во студентски збор. После тоа, кога се врати овде? Кога студентски збор беше земјотресо. Меѓу првите отидов, канцеларија има во Стив Наумов, не во Кузман Јосифовски. Да. Расрушено како беше сето и влегов, успеав да земам еден комплет за спомен баре. Разбираш тука. Се вратив и одлучив, иако имав уште една година за студирање, че си одам војска. Отидов војска и ко се враќам од војска, покрај што ме чека родителиве, ме чека и председателов на комитет во Прилеп. И му вели на татко ми, му вели, куферов ќе го земиш, носи го ти дома, ние ќе го земеме со колава
Татко ми се уплаши, ше човеков се од комитет, одмah войска сиди, треба да оđe. Само му рекоа, за Арно е да не му бериш гајде. И отиде во него комитет, таму, вака и вака. Знаеме дека сакаш да одиш во Скопје, ама ти ни требаш нас. Ти се разбираш од сево новинарство, и радио, и вестник, сите работи. И прифатив, го формиравме Центарот за печат и радио. Радио си имаше порано. Да, ова центар стана и за печат. Да. Во меѓувреме јас формирав и спортскиот журнал во Радио Прилеп и младинската емисија ја водев. Во меѓувреме, сакам да кажам, ко бев студент. После отиде и во Тутунски комбинат, таму После отиде во формираше Тутунски. вестник. Па вестникот таму го уредував. Убаво име имаше, Тутунски лист. Тутунски збор прво беше, па Тутунски лист. Добро, значи една богата кариера имаше, новинарска испреплетена така, Значи, со многу ненадејни случаи би рекол. оние разговараме на плано на спорту. Меѓутоа, тоа е 1/3. И Од сето она што за си го голема работел. се несреќа да речиш. Мене ме познава како спортски новинар. Сите. Ја би рекол дека е тоа среќа. Добро е што те нема- познават како спортски. Остави ги овие другите, нека ја бистрат Нема политиката. шорес, сум ги урадувал Макар што и во вестниците. спортот има политика. ама- Вестници. Имам Добро. добитник сум на највисока награда на новинарите на Здружен труд на Југославија. Тоа имаше синдикатите Борова доделуваше, награда. Во синдикатот бев Да. председател на комисијата за информирање. Да, многу ангажиран на сите полиња и како резултат на тоа Сите дојдоа награди и тие од награди, да. Здруженијево на новинари. И сега можеш На Македонија ги имам добијано, меѓутоа ми е жал што му се случи на Здруженијето вака сега. И што се разделија, новинариве се поделија како што се подели и народов. да, тоа е нашата вистина, нашата стварност. Ама Се само единствено- со обединување и заедничко можеме се да постигнеме. Без ништо. Точно така, а ти убаво да си живееш во овие пензионерски денови, да не те нервира победа. Да ми е жив и здрав И Жан Митрев, втората половина од животот. бајпасот, значи, е Тука. успешен. 30. Сега победа да не ти прави нервози, се победува, за да бидеш и ти мирен. Сега некако ладен сум, да ти кажам право сам. Не би рекол дека си таков. Сега си ладен овде, кој ќе почне првенството, па тогаш ќе те видиме на трибина дали ќе останеш толку ладен. Почитувани гледачи, тоа беше мојот колега Миле Талевски, познат новинар од Прилеп, човек кој многу даде не само како новинар, туку и како директен учесник во повеќе спортови, а човек од кого и ден денеска се бара мислење за иднината на миленикот на фудбалската јавност овде во градот Победа.